Супермаркетот Трез во Виена, Вирџинија, во близина на Вашингтон, има се што му треба на купувачот, освен садови. Така е, нема торби, кутии, шишиња. Ако сакате да донесете нешто дома, дури и течности како масло за јадење или шампон, треба да бидете подготвени. Купувачите си носат своји садови, ги мерат, ги полнат со тоа што им треба и потоа ја купуваат одбраната роба со тоа што ја мерат тежината. Идејата да ја отворам продавницата ја добив во 2018 година. Ме фрустрираше што гледав толку многу ѓубре и пластика во отпадот. Како што се чаши за кафе за еднократна употреба, пакувања за еднократна употреба. Знаев дека се помалку ќе се рециклира. Персуат ја отвори продавницата Трейс во 2021 година. Таа вели дека според податоците на Greenpeace само 6% од пластичниот отпад во САД се рециклира и се надева дека продавниците како нејзината може да направат разлика. Во овие 3 години, откако е отворена продавницата, исполнивме 21.000 контейнери. Тоа се само контейнери. Тука не ги вклучувам работите што не се со амбалажа или кои не се во пластика. Например, продаваме многу шампони во цврста форма. Клиентите велат дека купувањето во оваа продавница, каде можат сами да се ги наполнат своите садови, не е лесно како во обична продавница, но чувствуваат дека нешто достигнуваат. You feel good because Се чувствувате добро за тоа што го правите за животната средина. Персоналот е многу дружелюбив и е од помош. И тие многу сакаат да превзема нешто за планетата и за животната средина. Па да, пазарењето тука е добро. Во Такома парк во Мирилен, друга продавница за полнење, каде исто така не продава отпад, наречена Fulfillery, нуди дури и своји производи кои сами ги прават. Едно од нив е таблета за чистење за сите намени, направена од рециклирано масло за јадење. Го отворате ова, потоа го сечете врвот, додавате вода и тоа станува одлично средство за чистење. Чисти гранит, чисти дрво. Саха ја отвори продавницата пред 4 години. Таа вели дека промената на однесувањето на потрошувачите, без разлика колку е мала, е клучна за намалување на отпадот. Ако единственото за што се користи предметот е да носи сламки за повеќекратна употреба, со тоа годишно ќе се заштедат речиси 500 сламки. Се надевам дека луѓето ќе се обидат да го спречат отпадот таму каде што можат. Според организацијата Истражувачка група за јавен интерес на САД, во Америка има околу 1300 продавници со концепт без отпад, а овој број расте. Половина се продавници за полнење на садовите, а други нудат и производи во садови кои подоцна можете повторно да ги наполните со истиот производ.